Дали во Грција може да се внесува храна? Дали цените на основните прехранбени артикли, пансионите за престој и услугите поради економската криза во оваа земја се повисоки споредбено со минатата година? Каква е состојбата со Турција како туристичка дестинација? Дали поради немирната политичка состојба оваа дестинација со години наназад интересна за македонскиот турист е непредвидлива за летен одмор оваа година? Што велат туристичките работници? Какви се искуствата со оглед на тоа што туристичката сезона веќе започна? Каде и која дестинација се бара повеќе? Во секојдневните наши контакти со сите наши партнери од соседна Република Грција, од сите островски дестинации, како и Халкидики и другите останати летувалишта во Република Грција, немаме апсолутно никаква потврда за таква информација. Односно, цените се идентични, како и пред да се каже во етерот дека во Грција се значително повисоки цените, односно во контакт со нашите патници, луѓето кои се вратиле од одмор, доаѓаат во агенција и потврдуваат дека цените се на исто ниво како и претходно. Нема гранични проблеми при односно при граничните формалности, непречено се движат групите како со организиран, така и со сопствен превоз. Исто така изборот на храната, цените се сосема идентични како и порано. Дури имаме и контакт, односно слики од нашите патници кои на лице место сликале ценовници и менија во одредена таверна, ресторан, каде што за нас е навистина потврда дека тоа е така. Една од главните дестинации при избор на нашите патници е исто така и Турција со богатата понуда за оваа сезона. Можеме да кажеме слободно дека веќе имаме доста резервирани и потврдени резервации со уплата од наши клиенти кои веќе фиксирале одредени датуми, избрале своји хотели за летен одмор и најчесто е тој концепт на all inclusive услуга многу интересен за нашите клиенти, бидејќи за иста цена добивате одлична услуга. All inclusive концепт во природни убавени, раскошни луксузни комплекси и така натаму. Тоа е се уште атрактивно за овој пазар. Значи, операциите на летовите чартерите од почнувајќи јуни месец до септември се поставени, склучени се сериозни договори и засега апсолутно немаме никаква информација дека постојат опасности за откажување на овој тип на аранжмани. Искуствата говорат дека туристите при посета на овие туристички дестинации се задоволни, велат туристичките работници. Цените почнувајќи од јуни месец, првите смени се движеа од 39 евра за 7 ноќевања со вклучен автобуски превоз, например повторно во соседна Грција, во местата на областа Пиерија, Паралија и Олимпик Бич. Па се до Малдиви, зависи значи колкав е буџетот и каде човекот има желба и има можност да го плати својот летен одмор. Најскапи се авионските аранжмани како Малдиви, Дубај, Шри-Ланка, Занзибар, бидејќи и тие ексклузивни дестинации се во продажба, но во организиран, да кажам, пакет аранжман од страна на нашите туроператори во нашата земја, како поскапи аранжмани, може да ги издвоиме повторно Крит го имаме ова лето како авионски аранжман и Шпанија како авионски аранжман со Коста де Брава, познатиот брег. Но сепак, туристичките агенции потенцираат дека Охрид останува наша најубава туристичка дестинација, а на мапата не изостанува и Доиран.